Електричната енергија се користи насекаде, во нашите домови, училиштата, на работните места, во фабриките, здравствените установи и многу други институции. Според многу истражувања, спроведени изминатите години, најголеми производители на јаглероден диоксид се индустриите за електрична енергија. Една од најголемите и најужасните промени при трошењето електрична енергија е глобалното затоплување. Со него се јавува ефект на стаклена градина, а тоа не дозволува топлината да ја напушти планетата. Сите овие штетни ефекти ни укажуваат дека треба погрижливо да се однесуваме кон електричната енергија. Треба да се постави јасна цел која под исти услови ќе обезбеди иста ефикасност, но помало количество потрошена електрична енергија. Најмногу електрична енергија се потрошува во затоплувањето во зимскиот период. Нашето училиште најпрво се загревало со помош на дрвја. Тоа не се покажало како најдобар енерген за загревање. Не бил добар бидејќи се трошеле дрвја, а дрвјата се нашата фабрика за производство на кислород, а исто така се потрошувале и многу пари за купување на дрвјата. Подоцна грејењето во нашето училиште од дрвја преминало на нафта. Биле ставени радиатори низ кои поминувала нафтата и ги загревала сите делови од училиштето. Со тој начин побрзо се загревало училиштето, но и тоа не било најдоброто решение за затоплување. Биле потрошувани многу финансиски средства. И не само тоа. Се испуштило големо количество на јаглероден диоксид и се загадувала животната средина, а тоа ни укажува дека се случувале и бројни штетни ефекти. За да се намалат негативните ефекти и да се намали емитувањето на јаглероден диоксид во воздухот, да се заштитат финансиски средства, како енерген за стоплување е доведен природниот газ. Системот за гасификација во нашето училиште е донесен во ноември минатата година, со што има финансиска заштита дури до 45%. Многу домаќинства во Струмица почнаа да го користат благодетот кој го нуди гасификацијата. Со гасификацијата се допринесува до живот во почиста и поздрава животна средина.